Ситните букви на амбалажите на производите, поточно информациите поврзани со составот на храната, рокот на употреба и слично, кои не секој може да ги види, представуваат голем проблем меѓу граѓаните, а посебно меѓу оние постарите. Па затоа апелираат податоците на декларациите на производите да бидат поголеми и повоочливи, за да може подобро да се информираат. Представува како не представува, ние што не гледаме постарите. Јас, например, не гледам, да ги прочитам. Па сигурно представува, ние постари луѓе не можеме да гледаме. Треба да се со покрупно напишано. Да. Например, тие што не гледаат, представува на постари луѓе. Вие сте се соочиле со таков проблем да сакате да се информирате со нешто, па да не можете да го пронајдете, Продавачката да ја барам, иначе не може да го купиш. Ваквиот проблем со кој долго време се соочуваа граѓаните е веќе минато. Од денеска стапува на сила новиот правилник за означување на храната. Со него се предвидува јасно наведено име на храната, список на состојки, секоја состојка на храната што може да предизвика алергиска реакција кај луѓето, количество состојки, нето тежина и тоа со болдирани или букви во друга боја, рок на употреба, посебни услови за складирање, име и адреса на операторите со храна, земја на потекло, упатство за употреба. Освен на амбалажата, нутритивните својства на храната треба да ги има и во сите ресторани, ланч-баровите и продавниците за брза храна. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека тие може да бидат означени на менито, на табли, на карти или да бидат вербално пренесени од персоналот. Исто така, алергените и другите додатоци во храната треба да ги има обележано и во сите продавници за бели печива, сладкарниците што продаваат спакувана храна, продавници за деликатеси, детски градинки, старски домови и добротворни институции каде храната е бесплатна. Доколку не се почитуваат овие одредби, следуваат и казни: 3000 евра за правни лица, 1000 евра за одговорното лице и 500 евра казна за физичко лице.